Државната комисија за спречување на корупција се наоѓа во иста зграда со секретаријатот за европски прашања. Ова би било многу логично ако се има предвид фактот дека борбата со корупција е клучна на патот на Македонија кон Брисел. Но во реалноста делењето на заедничка зграда е сепак само иронија. Во оваа емисија на Агенда 35 ви презентираме со факти една сериозна дискрепанца помеѓу декларативната заложба на сите власти и институциите за борба со корупција и состојбата на терен. Останете со нас. Перцепцијата за корупцијата во земјава не се подобрува, туку напротив, голем дел од граѓаните сметаат дека има се поголема корупција, бидејќи правната држава потврлува, односно нема казнивост ниту кај оние за кои што има сериозни докази за коруптивни дела. Според последниот индекс за перцепција на корупцијата, што го изработува Transparency International, Македонија има само 1 поен повеќе од лани, односно од 39 на 40 на скалата каде што 100 означува најмало ниво на корупција, а најблиску до ова ниво е Данска со 90 поени. При тоа, 6 од 7 параметри кои што го сочинуваат овој индекс покажуваат влошување на состојбите со корупцијата кај нас. Во објаснувањето од Transparency International за непроменетата состојба во споредба со годината претходно, пишува дека тоа е и поради недостигот на интегритет при изборот на клучните фигури во судството. За да обезбеди одговорност и да покаже вистинска волја за борба против корупцијата, владата мора соодветно да обезбеди ресурси и да дозволи независност на Комисијата за спречување на корупцијата и на институциите одговорни за истрага на корупцијата и организираниот криминал. Една од областите кои што се најподложни на корупција се јавните набавки, попознати во јавноста како тендери. Поради корупцијата во трошењето народни пари преку тендери, граѓаните плаќаат многу поскапи јавни добра и услуги од реалната вредност, а за возврат добиваат полош квалитет од договорениот. За сметка на тоа, дел од парите што ги преплатуваме завршуваат во нечии приватни џебови. Во Европа корупцијата ги поскапува јавните набавки на стоки и услуги во просек за 13%. Во земји како Македонија, каде корупцијата е многу пораспространета, овој процент е и многу повисок. Само лани, преку јавни набавки се потрошиле речиси 1 милијарда и 100 милиони евра, што е четвртина од целиот буџет. За тоа колкава е корупцијата во јавните набавки денес, разговаравме со Герман Филков, експерт во оваа област, кој што преку Центарот за граѓански комуникации веќе 15 години врши мониторинг на тендерите. Можам слободно да кажам дека корупцијата во јавните набавки денеска е широко распространета, а не помалку од тоа што беше вчера или завчера, и според мерките што се преземаат, верувам дека и утре ќе биде иста состојбата. Она што се случува во јавните набавки е една состојба на непроменливост, во смисла да се направи некој поголем ичекор кон, да кажам, почесни јавни набавки. Се уште околу 94% од набавките се спроведуваат со критериумот најниска цена, што не секогаш гарантира дека ќе го купите најдоброто за парите што ќе ги потрошите. Во комбинација со околу 90% од набавките со електронска аукција, што значи дополнително симнување на цените надолу, овие два критериуми заедно, да кажам, гарантираат корупција. Понатаму се намалува бројот на просечниот број на понуди по еден тендер од 3,6, во кој што тешко дојдовме пред неколку години, на 3,3 за лани ќе биде нешто над 3. Поништувањата исто остануваат високи 30%, значи секој трет тендер се поништува. Не секогаш ние веруваме и од мониторингот што следиме дека тоа не секогаш се прави бидејќи мора да се поништи, туку сомнежите се дека некогаш се поништува кога нема да ни успее математиката, односно нема да го добие тендерот тој што ние би сакале да го добие. 8% од вредноста на сите тендери се со постапката со преговарање без објавување оглас, која што е една понетранспарентна постапка, нема оглас и се преговара само со фирмите што ние одлучуваме да ги поканиме, а на 80% од овие тендери институциите одлучуваат да поканат само една фирма. Понатаму концентрацијата на фирми е висока. 10 фирми земаат 20% од целиот колач на јавни набавки или 20 фирми земаат 30% од сите јавни набавки и еден последен податок во оваа низа ќе кажам, 13% што е нешто повеќе од 10.000 понуди се отфрлаат во фазата на евалуација, што значи воопшто не влегуваат во конкуренција за тендерите. Ова се само, да кажам, крупните бројки, крупните работи, поради кои сметам дека
корупцијата во јавните набавки се уште е широко распространета. Загрижувачки според Филков е што низ годините на постојан мониторинг на јавните набавки не се забележува речиси никаков напредок во борбата против корупцијата при трошењето народни пари, иако властите декларативно се залагаат за тоа, па дури се назначи и посебен вице-премиер за таа намена. Корупцијата е страшна појава, што самото тоа значи дека уште пострашни треба да бидат мерките кои што се преземаат за да се бориме против неа, а такви мерки не гледаме. Значи, има постојано по некои, да кажам, активности во таа насока, меѓутоа никако на едно системско ниво. Релативно новиот закон од 2019 година затвори доста вентили за корупција, да кажам, меѓутоа постојано се наоѓаат нови начини. Вие не можете постојано да го менувате законот како што произлегла некоја нова потреба, односно сомнеш простор за корупција. Борбата против корупција бара пожртвуваност, бара ставање крај на една практика и почнување нова практика. Од друга страна, тендерите се начин за финансирање за враќање на фирмите што ви помогнале за време на кампањата, за одржување на фирми што сега ве помагаат и така натаму, што значи кога таа пракса некоја влада ќе реши да ја прекине, мислам дека тоа ќе биде големиот чекор во борбата против корупцијата. Зборувајќи за откривањето корупција во трошењето народни пари, го прашавме Филков кои се првите сигнали кои отвораат сомнежи дека еден тендер мириса на корупција. Па има доста, да кажам, индикатори кога анализираме еден тендер кој што ни укажуваат дека нешто не е во ред со тендерот. Може да биде еден индикатор, доволно јасен и голем, може да бидат неколку, а може па да има и скриени да не може лесно да се откријат. И во сите фази од спроведување на постапката за јавни набавки лежат, да кажам, трикови кои што се користат за да се условно намести еден тендер, односно тендерот да го добие фирмата што сакаме. Прво, потребата за набавката, да се набави нешто што реално и не и треба на институцијата. Немање образложение зошто ни треба. Тоа е законска обврска, многу малку се применува, зошто ни треба да го набавиме нештото. Кога ќе седнеме и да објасниме зошто ни треба во тој квалитет, во таа количина, навистина некако ќе оправдаме дека ни треба таа набавка. Понатаму во нагодување на условите за учество само една фирма да може да ги исполни. Или на техничката спецификација, опис на производот точно тој што ни треба. 80% од колите што се купуваат се со една понуда. Само една кола се квалификува да ги задоволи тие критериуми. Или пак многу слаб опис, многу широк опис, што значи дека исто така може да се даде било што на тој тендер. Понатаму во фазата на евалуација различен аршин за различни понуди. На еден му се бараат дополнителни документи, ако ги изоставил, на други не им се бараат и се отфрлаат и така натаму. Одолговлекување на донесување на одлуката за избор на најповолна понуда, понатаму поништување на постапката и кај договорот, општ договор, не конкретен договор, кој што не ги содржи точно описите, кој што нема точно оние елементи што треба да ги содржи еден договор и финално слабата контрола на реализација на договорите. Не знаеме дали тоа што сме го договориле, уште пострашно тоа што ни требало и сме го платиле, дали навистина ќе ни го испорачаат во таа количина со тој квалитет и во тој рок во кој што ни требал. Пошто сите тие се услови кои што понатаму некој ги задоволил, па затоа победил на тендер. Корупцијата е видлива појава, иако можеби делува апстрактно. Но сета лоша јавна инфраструктура или јавни услуги, како на пример во здравството или образованието, може да се последица на корупција, бидејќи очигледно како граѓани сме добиле полош квалитет од оној за кој што сме платиле. Таа има исклучително лоши ефекти и врз развојот на економијата, врз бизнис климата, особено за привлекувањето на странски инвеститори. Според проценките, високото ниво на корупција го намалува приливот на странски инвестиции за 11%. Корупцијата во јавните набавки има ефекти што ги гледаме и чувствуваме секојдневно. Тие на ниво на луѓе значат слаби, ненавремени, неквалитетни услуги на државните институции кон нас граѓаните, значат лоши патишта. Денеска асфалтирана улица за неколку месеци по првиот порен дожд се јавуваат дупки.
вечер се става онаа зебра, значи пешачки премин се обележува, до утре са бајле 5 коли ќе поминат, веќе нема ништо од пешачкиот премин. Значи немање градинки за децата, значи во болница да ви речат да си ги купите инфузија, лекови и така натаму. Сето тоа е резултат на корупцијата во јавните набавки. Замислете дека 1 милиарда годишно евра се трошат за јавни набавки, се проценува дека околу 20% е корупцијата, зема корупцијата од тој дел. Значи годишно, еве само во Македонија, околу 200 милиони евра, место да завршат во улици, патишта, чаршаф и храна, во болници и така натаму, осветлување, завршуваат во некој приватен джеп. Тоа е, да кажам, големата слика за цената на корупцијата во јавните набавки. Освен детектирањето, го прашавме Филков што треба да се направи за да може да се искорени или барем намали корупцијата при трошењето народни пари. Треба веднаш да се зголеми, подобри, унапреди, засили контролата врз јавните набавки на сите нивоа и од сите институции што се вклучени во процесот кој што им овозможува да прават контрола врз јавните набавки. Понатаму мислам дека институциите тоа требаше да го направат, некои го направија површно, некои не го направија, да воведат јасни внатрешни правила како се спроведува еден тендер, односно да ги офатат оние работи и празнини кои што не се офатени со законот. Законот не може да пропиши се, тоа што во законот има простор за некакво дискрециско делување на институциите, на индивидуалци, на раководители, да се опише во законот како тоа треба да се направи и на крај мислам дека казните, односно неказнивоста да престане. Од тука повторно апелирам до сите институции вклучени во процесот, бидејќи борбата против корупција во јавните набавки е замислена така да бара систем. Знаете, кога еден систем како запчаник врти и ако еден запчаник нема, а не па повеќе, не може да тој систем да функционира. Од тука секоја треба да се извршува својата улога, не само една или две институции, сите, за да може да се стави крај на буквално широко распространетата корупција во јавните набавки. Добар ден, Владо, благодарам што сте дел од нашата емисија. Ке зборуваме за една многу важна тема, борбата со корупција. Се чини дека вечно актуелна тема, една перманентна стагнација на ова поле и покрај сите заложби. Вие сте дел од Државната комисија за спречување за борба против корупција, за спречување на корупција. Тело кое што успеавме некако како држава да го изградиме да биде кредибилно и релевантно и да ужива еден добар углед и дома и надвор. Гледаме дека сте пофалени во сите извештаи на релевантните меѓународни организации. Како вие лично ја доживувате вашата улога, улогата на ДКСК во општеството и борбата со корупцијата? Да, добро, ви благодарам исто на интересот за ова, што велите, постојана актуелна тема борба против корупција. Државната комисија за спречување корупција во овој состав почна да работи некаде во февруари 2019 година по новиот закон за спречување корупција и судени интереси, каде што беше дополнет со уште многу, да речеме, додадени надлежности на комисијата. И со таков капацитетот како што го затекнавме на почетокот во однос на бројот на вработени во секретаријатот, сметам дека навистина со дополнителни напори успеавме да ги исполниме сите надлежности што ни се наброени во законот. Почнувајќи од пред превентивните, бидејќи сепак Државната комисија за спречување корупција по законот е превентивно тело, меѓутоа се надоврзавме, се разбира и за другите надлежности што се однесуваат во делот на истрагите, односно репресијата, односно поднесување на иницијативи за одговорност или за кривична одговорност. Така да јас генерал сум задоволен од она што го постигнавме во изминатиот период, како што рековте, тоа е констатирано и во релевантните меѓународни документи, како што е Европскиот извештај за напредокот на државата, меѓутоа и во соработката со низа меѓународни организации и амбасади во држава кои што ни даваат навистина отворена поддршка во нашата работа. Така да
Секогаш може и повеќе се разбира, меѓутоа пак ќе кажам, со оној капацитет што располагаме и со финансиските средства на почетокот, навистина постигнавме многу. Со текот на времето, сепак и бројот на вработени во секретаријатот се зголеми, се дуплираше од тоа што беше на почетокот, буџетот е зголемен, меѓутоа пак остануваат одредени проблеми во нашето работење, а особено во делот на проследување на нашите укажувања иницијативи до надлежните. Да, тоа е суштината на вашата работа, без разлика колку добро вие ќе го сработите тоа, доколку другите институции не ја преземат, на крај тешко дека ќе има некаква завршница. Како стоиме со тоа? Имате ли некакви бројки, факти да ни кажете околу бројот на предмети кои што понатаму имаат некакво продолжување? Се разбира така, значи и Државната комисија за спречување корупција е само еден сегмент од целиот систем за борба против корупција. И улогата на комисијата е превентивна, како кажав, но и потикнувачка и инициирачка до други надлежни институции да ги продолжат оние иницијативи и укажувања што произлегуваат од нашата работа. Пред да одговорам на вашето прашање, само ќе го потенцирам и извештајот на Европската комисија, еве и последниот од 2022 година за напредокот на Македонија, каде што се укажува дека земјата е умерено подготвена за спречување и борба против корупцијата, дека корупцијата е се уште широко распространета во земјата и представува сериозна закана во многу области. Меѓутоа, веднаш потоа се надоврзува извештајот дека се потенцира проактивната улога на Државната комисија за спречување корупција и се потикнуваат другите институции целосно да ги имплементираат препораките што таа ги издава. Но да се вратам на вашето прашање, значи еве во делот на иницијативите што ги подготвува Државната комисија, значи тоа може да бидат два вида, иницијатива за кривична одговорност и иницијативи за друг вид на одговорност, вклучувајќи значи и разрешување, значи што све она што не е кривична одговорност. И тие другите иницијативи се поднесуваат, да речеме, до владата, до министерствата, до општините, значи кон одредени службени лица. Што се однесува до кривичните иницијативи, за овој период ние имаме доставено до јавните обвинителства 31 кривична иницијатива. Колку има? Од кој што, според информациите последни што ги имаме, само една има донесено јавно обвинителска одлука за кривично дело што се гони по службена должност, што значи дека ќе оди во судска постапка. За дел од нив се уште немаме одговор, но сепак под притисок би рекол и на меѓународната заедница и на USAID ние подпишавме меморандум скоро за соработка со јавното обвинителство, каде што веќе ги воспоставуваме, би рекол, нормални односи на комуникација, па дури пред да почнеме со иницијативите да искомуницираме и да видиме каде може заеднички да наставиме. Да, ова е прилично голема дискрепанција помеѓу вашите наоди и она што обвинителството го смета за интересно за да покрене истрага. Прашањето е каде е проблемот? Дали вие премногу сте чувствителни на корупција, па детектирате и таму каде што нема, или пак обвинителството е премногу оперирано од слух? Знаете, јас сепак би го оставил обвинителството да одговори на тоа прашање. Меѓутоа, јас ќе се надоврзам на тоа за една констатација што често ни упатуваат меѓународните организации заедница, пред си од американските представници и амбасадори, дека во земјава долг период владее неказнивост на корупцијата. Меѓутоа, најодговорни за казнивоста е сепак тука јавно обвинителство и правосудните органи. Значи, сепак се инициираат постапки и од наша страна, ќе споменам и Државниот завод за ревизија, кој што наистина има одлични извештаи со низа препораки што јавното обвинителство може да ги искористи и по сопствена иницијатива да отвара предмети за корупција. Меѓутоа, очигледно дека констатирано имаме. Колку ова влие врз општата недоверба и падот на довербата на граѓаните во институциите? Сите анкети последни покажа навистина загрижувачки тренд, и тоа не само кај судството, нели таа бројка од 4% се врти, меѓутоа на секаде е тоа. Во сите институции и воопшто во државните органи, меѓутоа и во вас како тела кои што треба да детектираат. Знаете, кога имате вие ситуација да вашите препораки и иницијативи немаат никаква завршница, граѓаните ќе речат па чуму тогаш сето ова и чуму антикорупцијска. Дали ве фрустрира овој факт што обвинителството и органите не ги следат вашите препораки?
Значи, како што кажав, секој треба да се врши работата согласно законските одредби што се и согласно надлежностите. Јас сметам дека нашата комисија, условно кажано, Државната комисија за спречување корупција, навистина ги исполнува своите надлежности. Така да се согласувам, во пошироката јавност може да превладува и такво чувство дека чим целокупната борба против корупција и напори не даваат резултати, дека сите институции се подеднакво одговорни за тоа. Меѓутоа, пак ќе кажам, секоја институција треба да се ги спроведува своите надлежности, ние сме тука да иницираме, нашата обврска согласно законот тука и застанува, понатаму другите институции треба да продолжат. Исто така е и за иницијативите за одговорност. Значи, ние утврдуваме факти, врз основа на тие факти донесуваме одлука за одговорност, да речеме, и ја доставуваме до владата за да постапи кон незини назначени директори. Меѓутоа и тука одговорите се често несоодветни по нашите иницијативи, односно не се разрешуваат, односно не се земаат соодветни мерки против овие лица. Може многу примери да набројам, не знам како е со времето, меѓутоа без разлика. Ќе повторам, имаме ние дискрепанца некако во однос на она што е декларативна заложба за борба против корупција во однос на тоа што е практика во борбата против корупција. Ова мислам дека е можеби клучна поента, затоа што па еве токму годинава беше најавена како клучна година и дека фокусот ќе биде 100% на ова поле. Меѓутоа, како што велите, има дискрепанца. Исто нешто важно што споменавте според мене политичката одговорност. Не се е кривична одговорност, меѓутоа што со политичката одговорност како концепт, како суштина на политичката сцена. Владата вели дека нема ингеренции да делува по сопствениот етички кодекс и дека вашите препораки нема како да ги имплементира. Баш вице-премиерката Грковска спомена дека моралот и етиката во нормалните демократии е нешто што се подразбира, дека кога веројатно ова би се случувало во некоја поразвиена демократија, самите министри би се ги следеле препораките. Како да се направи ова да биде облигаторно на некој начин? Па владата има донесено свој кодекс што се однесува на извршната власт. Во тој кодекс се утврдени и низа мерки, од опомена па до предлог за разнешување, што значи владата се ги има алатките на располагање, меѓутоа сепак е до политичката волја колку тие алатки може и сакаат да ги применат во практиката. До сега сме стигнале до опомени. Колку вие мислите, например, за ситуација каде што се узурпираат партиски владини, тоест државни ресурси за партиска пропаганда, треба да заврши само со опомена? За прв пат имаме и опомени, да бидам искрен, до сега не било и тоа. Меѓутоа, далеку од тоа дека е тоа доволно. Значи, секој треба да се носи политичка одговорност за тоа што го направил. Имаме безброј примери странски, каде што, јас скоро имаше случај, министерка за образование во една од балтичките земји си поднесла оставка затоа што го искористила службеното возило да ги вози своите деца до училиште. Камо ли за партијата да го искористи? Затоа велам, значи, алатките стојат на располагање, меѓутоа колку е навистина реална таа политичка волја да се применуваат, а камо ли самиот министер или директор да си поднесе оставка. По мене тоа на се уште. Мислам дека нема поле ако убаво се истражи, и колегите истражувачки новинари тоа многу добро го знаат, дека каде и да допрете во било која сфера, ќе најдете некаков тип на клиентелизам, корупција. Каде според вас најмногу вирае клиентелизмот и кое е најопасно време? Најчесто пред избори, пред кампањи, сега кај нас изборите не се баш на 4 години, па и тоа веројатно. Да, често не се изборите, но јас би го поделил тоа прашање на два дела, значи клиентелизам кон јавната администрација генерално и клиентелизам во рамките на самијата власт, односно влада и политички партии. За првиот дел, она што го констатиравте и вие и често го кажуваме, сега не сме имале веќе, ако не се лажам, 2 години избори, но на последните локални избори, на ден пред распишувањето на изборите, Министерството за политички систем и неколку фондови во држава објавија огласи за масовно вработување по 20, 30, 50, 60 луѓе. Знаејќи дека ќе бидат распишани изборите и утредента Агенцијата за администрација, што и по законот, ги стопираше тие огласи. Меѓутоа, тука веќе започна оној клиентелистичкиот однос, значи се подадува рака од страна на
властите дека да, ние ќе вработуваме, па вие сега размислите за кого ќе го дадете гласот. Значи, тоа е едниот аспект. Вториот аспект, што самата власт, сегашна во моментов, гледаме дека едни партии влегуваат, едни излегуваат. И тука настанува таа поделба нели на министерски ресори. Ајде, тоа е во ред, значи бидејќи министрите се политички назначени лица. Меѓутоа, поразително е, би рекол, она кој ќе се слушне дека уште на самиот почеток се лицитира за директори на јавни предпријатија или на агенции, кои што по материјалните закони се избираат врз основа на оглас. Едноставно, значи, клиентелизмот, односно непотизмот и кронизмот се длабоко навлезени во нашето секојдневие. Значи, однапред се делегираат кои позиции ќе се добијат, тоа се политички, значи, донесени луѓе на тие позиции и токму затоа е можеби тешко после да се имплементира кодексот, бидејќи ако им немате такви ВД директорски места на политички назначени лица, условно кажано, полесно ќе биде можеби за владата да ги разрешува. Меѓутоа, кога за тие лица стојат политички партии од кои што целокупната влада зависи дали ќе опстане или не, тогаш ќе се барат разни изговори за да не се санкционираат овие. Ова е многу суштинско, практично клиентелизмот е лепакот, а не визијата или идеологијата што ја лепи владата заедно. Ние имавме пример предходната партија, значи алтернатива кога влезе, имаше список со 40 директори како услов за да стане дел од владата. Сега додека ова се случува на терен, се продава една убава приказна за градење на европски блок, политички, за европски вредности и така натаму. Има ли смисла реалноста и со корупција што не се случува и наративниот дел што се продава како идеја? Па очигледно дека има, да. Значи декларативноста никогаш не е била слаба страна на политичките партии и на лидерите. Декларативноста во смисло на борбата против корупцијата. Значи од секога слушаме во предизборните програми и платформи е ставена како централно место дека штом ќе се дојде нели на власт, веднаш ќе се започне со сериозна борба против корупцијата, но искуството за жал изминативе десетина и повеќе години научило дека штом ќе се сменат дури и властите, нешто посебно и не се случува на полето на борба против корупција, а тие клиентелистички, кронистички, патерналистички, какви све не односи, продолжуваат да си го заземаат своето место. Така да, генерално, она што ни престои, еве би го спомнали билатералниот сега скрининг, знаете дека веќе се оди поглавје по поглавје, за разлика од оној претходниот што беше нели објаснуваше скрининг. Значи, сега е моментот колку толку да се вложат сите капацитети што ги има државата и конечно да се пристапи кон оние неопходни реформи, вклучувајќи ја особено борбата против корупцијата, тоа е во поглавието 23. Меѓутоа и тука пак имаме една забелешка што стално повторуваме. Зашто секогаш чекаме некој од надвор да не принуди да го направиме тоа што можеме и така, доколку има навистина изразена во практика политичка волја за борба против корупцијата, да го правиме тоа под притисок, наместо самите за тоа да се зафатиме. Тука навистина причините може да бидат многу длабоки, тука може да бидат и бизнес интереси, и политички интереси, борба за власт, и се што. Меѓутоа, пак ќе кажам, секогаш треба некој надвор да не притисне за да се почне. Не е само декларативно, ние имаме и доста пишани документи, обврзувачки, не само програмите на партиите, имаме и државна стратегија за борба против корупција. Колку е таа имплементирана? Ова е наистина одлично прашање. Значи, националната стратегија за спречување корупција и судени интереси, ја согласно законот ја носи државната комисија, а ја усвојува собранието. Тоа е направено во 2021 година и е 5-годишна стратегија со акционен план. Минатата година го изготвивме првиот извештај за имплементацијата и кој што покажа дека само 20% од негде 111 активности предвидени за 2021 година се имплементирани. Значи 80% не беа имплементирани или дел нешто беа во тек. Толку околу фокусот. Да. Мислам дека ова кажува се. Тоа продолжува. Значи во оваа година собираме сега за минатата година информации и повторно првичните податоци ни покажуваат дека само сега и 19% се исполнети од оние активности што треба да бидат во
втората година имплементација. А пазите, националната стратегија, како што кажав, ја усвои собранието, за која гласа и пратениците од позиција и од опозиција, но и владата се согласи дека токму таа стратегија и тие мајки активности се адекватни за соодветно спречување на корупцијата. И сите институции што се сега надлежни да ги имплементираат тие активности, се заложија тогаш и се согласија дека токму се тие активности оние што се потребни. Значи имавме повторна декларативност тогаш, а сега во праксата ништо не се... Да, веројатно политички било опортуно да се користи тој наратив. Имате ли притисоци во вашата работа? Се случи баш неделава Facebook профилот на председателката на ДКСК да биде хакиран. Веројатно и тоа е некаква форма на притисок. Се соочувате ли и со какви форми на притисоци се соочувате? Лични вака притисоци јас не сум имал до сега, нити некој од колегите кажал дека имал притисоци по телефон или така. Ова што се случува навистина со Фејсбукот, но и од други аспекти, се чини дека на одреден начин можеби се работи за некој оркестриран, би рекол, противење кон работењето на Државната комисија за спречување на корупција. Дури имаме едно барање за извинување од еден директор на јавно на агенција за тоа што ние сме постапувале во одреден предмет и во кој што сме, бидејќи нашите седници се јавни, нели, и ние ги изнесуваме наводите наши, подкрепени дури со наводите на Државниот завод за ревизија, меѓутоа тој се овде се чувствувал повреден и сега бара... Кој директор ќе ни откриете? Да, ама ова е прв пат, предпоставувам. До сега не сме имале вакво нешто, меѓутоа, знаете, барање за извинување. по мене основно непознавање на законот за спречување корупција, нашите седници се јавни, ние дискутираме за наводите. Пак велам, ние никого не осудуваме, ние предлагаме понатаму иницијатива, а другите надлежни институции проценуваат дали е тоа. Може би му требаат советници на тој директор, знаете, за да го посоветуваат како да и што значи законот. Ви благодарам многу за интервјуто. Сигурно ќе се видиме повторно и наскоро, зашто како што кажавме темава е вечно актуелна. Да, и неисцрпна. Благодарам. Ви благодарам за интересот уште еднаш.
Следната недела се гледаме во истиот термин, среда на македонската телевизија. Останете со нас и со програмите на јавниот сервис.